Ке ми дозволите на почеток да се заблагодарам на поканата на Унијата на млади сили на ВМРО-ДПМНЕ. Исклучително значаен ден, бидејќи овој нов часопис, кој што еве денеска го има својот прв број, многу значи за ВМРО-ДПМНЕ и за Унијата на млади сили. Тука имам јас на почетокот своја колумна, во која што велам дека поставуваме нов систем за кој што вреди да се бориш. И навистина вреди да се бориш. Унијата на млади сили секогаш имала мојата поддршка и ќе има мојата поддршка, бидејќи верувам во младите не само како председател на ВМРО-ДПМНЕ, туку и како педагог, како човек кој што овие млади луѓе ги образува на универзитетот и единствената желба која што мене како професор, како наставник, како неен педагог ми е децата да не ни ја напуштаат Македонија, да останат тука и тука да ја градат својата иднина, а ние повозрастните, малку поискусните, да го пренесеме нашето знаење и искуство и да направиме од Македонија подобро место за живење, или да бидам уште попрецизен, различно од се она кое што денеска, за жал, ние го живееме во Македонија и младите кои што го живеат во Македонија. Така да уште еднаш честитам за Мегафон, се надевам дека ќе има уште многу броеви и дека и во иднина ќе имаме прекрасни текстови како во овој број. Господине Мицковски, и за конфронтација околу извештајот на Европската комисија, власта вели напредок, ВМРО-ДПМНЕ вели 35 застои. Кажете ми ваш став околу извештајот? Па, овој извештај е класичен пример на сите лаги на власта дека се фокусирани на европската агенда, тие се фокусирани само на лажење и крадење и подпишување на предавнички договори и предпоставувам во нивната матрица тоа представува напредок кон Европската унија, за разлика од вистината содржана во извештајот, каде што повеќе од 35 поглавја констатирани се назадување. И тоа е навистина поразително за Македонија, за владата, за сите нас. Ки се надевам дека набрзо оваа влада ќе биде веќе минато, ќе дојде нова влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ, која што ќе биде поамбициозна и навистина ќе го изводи како што треба патот кон полноправно членство во рамките на Европската унија. Како го коментирате вчерашниот состанок во Дуј? Па јас не би сакал да коментирам други политички партии, бидејќи мислам дека тоа е нивна внатрешна автентична работа, се надевам дека набрзо ќе ги надминат недоразбирањата кои што ги имаат и дека Дуј ќе биде политичка партија која што ќе работи во интерес на граѓаните на Македонија, не во сопствен личен и партиски интерес. Она што е заеднички именител за Дуј и СДСМ во овој момент се, како што кажав и во одговорот на првото прашање, тоа се лажењето и крадењето и лошите политики. Се надевам дека после овие случувања таму, тие ќе излезат поспремни, потврсти, поамбициозни да работат на вистина за граѓаните на Македонија, без разлика дали тие граѓани се од опозицијата и власта, без разлика дали се партиски определени или неопределени, дали се македонци, албанци, турци, власи, срби, роми, бошњаци и останати. Важно е во овие тешки времења на граѓаните да им понудиме решение за напластените проблеми, а бога ми ги има такви многу. Дали гледате промени во владата од редовите на Дуј? Па јас мислам дека треба да се промени владата. Парцијални промени не се решение за проблемот, треба да се промени владата, колку побрзо владата се промени и дојде нова влада која што ќе го има народниот легитимитет, толку побрзо на Македонија ќе тргне. Господин Мицковски, дали сте подготвени како партија, односно претеничката група, да го подизмени законот за здруженија и за фондации, бидејќи беше спомнато неколку пати дека СДСМ се подготвени да го поддржат, но веројатно ќе има некакви дискусии. Може да ми објасните подетално, вчера премиерот нешто спомна, што какви дискусии ќе имаш, дали ќе се менува, како ќе се одвива понатаму, дали сте спремни да соработите? Тие 3 месеца лажеа дека подготвуваат закон, откако видовме дека во Македонија се отвараат културни друштва кои што носат име на нацистички и фашистички соработници, како што е тоа во Охрид. Тогаш ВМРО-ДПМНЕ седна и направи закон и го стави во собранинска процедура. Јас до сега не сум слушнал ниту една забелешка од страна на владата, од страна на СДСМ на текстот на законот. Доколку достават такви забелешки, подготвени сме да разговараме, но суштината е да не ни се случува тоа што денеска ни се случува. Тоа е да се формираат здруженија кои што се со една цела, тоа е асимилација и промоција на фашизмот и нацизмот кој што македонскиот народ заедно со останатите граѓани во Македонија
за време на Втората светска војна го порази. Тука пред се мислам на бугарскиот фашистички окупатор. Имате ли веќе договорена средба Не. меѓу Не. А во однос на тоа што пред 2 дена Бујар Османи го изјави дека ги повикува сите партии, вклучително ја и ВМРО ДПМН, да седнат на иста маса во врска со тоа како Македонија ќе се движи кон европскиот пат, бидејќи само, како што кажа, преку консензус може да се или позициите да бидат јасни и вас ве повика. Дали може би имате официјална покана да се седне на иста маса да се разговара или тоа е само изјава? Немаме официјална покана. Ставот на ВМРО ДПМН јас неколку пати јавно го соопштував на моите настапи на медиумите, на националните медиуми, преку интервјуа, преку вакви изјави, пред да се согласи Бујар Османи и Ковачевски на оној капитулантски последен предлог со кој што Македонија повторно не ги отпочна преговорите со Европската унија, туку доби нов услов, а услов сега покрај промената на уставот ни се и други дополнителни барања, како што се историјата, културата, традицијата, обичаите и така натаму и така натаму. Пред да прават такви екзибиции, требаше да седнат и да се консултираат со ВМРО ДПМН и да обезбедат политички консензус, тие шансата ја пропуштија и сега треба да заминат во минатото и да не се повторат никогаш повеќе на Македонија. Уште едно прашање, голем дел од скопјани немаат парно, все уште иако започна грејната сезона. Се вели дека е некој проблем во самите домакинства, нели некои луѓе не ги завршиле напреме тие обврски, меѓутоа дали според вас има некој друг проблем? Кој е вашиот коментар? Суштината е дека не се подготвени и дека продолжуваат со тендерите во 4 очи, продолжуваат да работат за свој личен интерес. Ке потсетам не само сега и пред неколку дена кога температурите според правилникот на регулаторната комисија за енергетика беа такви да мора да биде пуштено парното грејење, Скопје не станаа соларни радиатори, со исклучок на неколку стотици домови кои што се снабдуваат во районот на Скопје, Север и Чаир, кои што се снабдуваат од таа топлана кои што има малку млаки радиатори, не се подготвени, понудивме помош, понудивме решенија. Се надевам дека ќе бидат разумни, ќе бидат умни, ќе ја прифатат подадената рака, затоа што сега веќе нема потреба од политички надмудрување, сега треба да им се помогне на граѓаните да се надмине овој тежок период, оваа зима, а потоа ќе зборуваме за нашите политички недоразбирања. Тука е ВМРО ДПМН како одговорна политичка партија и затоа понуди помош и се надевам повторно ќе кажам дека разумот ќе преовлада наместо политичката хистерија која што во овој момент владее во владата. Тоа можете да го видите од настапите на владините представници на медиумите, меѓу кои што се и последните настапи на господинот премиер. И благодарам. Господине Имате ли Мицкоски, само информација кратко кога ги спомнавте до каде се контактите помеѓу владата и оние контакти вие што ги дадете? Јас имам основни податоци, но мислам тука да го поставите тоа прашање на официјалните лица на владата, бидејќи сепак јас сум претседател на најголемата политичка партија во Македонија, која што за кратко уште ќе биде во опозиција, а потоа се надевам дека од друга позиција ќе може многу поконкретни одговори да ви дадам. И благодарам.